Конкретно изгубив 5 тетки и 1 вујко. Бабата, дедото и сите други кои што беа од директно и пошироко семејство во Битола. Пред точно 81 година 7144 евреи беа насилно собрани од територијата на Македонија од страна на бугарскиот окупатор и однесени во концентрацијониот логор на смртта Треблинка на територијата на Полска, од каде ниту еден не се врати. По тој повод еврејската заедница во Македонија и фондот на Холокаустот на евреите од Македонија ја одбележаа годишнината од депортацијата. Тие се потсетија на масовните злосторства кои беа извршени врз нивните предци. Бугарските окупатори неколку дена вршеле обемни подготовки за депортацијата, пошто им го конфискувале имотот, а покукнината им ја ограбиле. Сите беа однесени, никој не се врати, татко ми остана сам. Остана сам затоа и успеа да преживее затоа што бугарските фашистички окупаторски сили тогаш уапсија цела една група на активисти од Битола и он беше меѓу нив и беа затворени прво малце тука и после тоа пренесени во Варна и во времето на депортацијата он фактички беше во бугарски затвор. Сваке године на комеморацију долазим овде. Секоја година доаѓам тука. Мојот татко е од Битола и целото негово семејство е однесено во 1943 во концентрацијониот логор Треблинка. Комплетно, дедо, баба, чичковци, вујковци, целото семејство. Евреи од Скопје, Битола, Велес, Штип и од други места биле собрани во монополот во Скопје, а на 22 март биле транспортирани во германскиот концентрационен логор Треблинка. Пред присутните собрати и амбасадорката на Израел Симона Франкел, која истакна дека комеморацијата на депортацијата на еврејската заедница во државава во нацистичките логори има болно значење. Не можеме да го игнорираме фактот дека доколку постоеше државата Израел, Холокаустот можеби немаше да се случи. Од 11 март 1943 година изминаа 81 година, кога еврејските заедници од Скопје, Битола и Штип беа однесени до зградата на монополот и затворени во провизорни транзитни логори, како резултат на добро планирана операција. Таа вечер на 11 март 1943 година беа качени на возови од страна на нацистичкиот окупаторски режим и испратени во логорот за истребување Треблинка, каде сите беа убиени во гасните комори. Централната комеморативна активност се одржи со оддавање почит пред споменикот на депортираните евреи во кругот на поранешниот скопски монопол, каде цвеќе положи и државна делегација.